Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Со промена на Законот за извршна постапка во Закон за извршување, извршителите требаше да помогнат да се растеретат судовите и на најбрз начин да се наплатат одредени долгови. Работите значително беа скратени, процедурите упростени, но сепак граѓаните се на мнение дека не е така. Некогаш најобичниот долг од 500 денари знае да се наплати со суми кои имаат 4 па и 5 нули. Извршителите како намерно да одолговлекуваат се трупаат камати, но според законските измени од минатата година, извршувањето застарува ако во рок од 5 години од правосилноста не се поднесе предлог за извршување. Или ако има барање за извршување, но за 10 години тоа не би било извршено, а законската казнена камата на должниците да се ограничи на основната висина на долгот. Барањата за запирање извршителите и судовите ги фрлаат во канта за отпадоци, бидејќи не биле тие должни да проверуваат, вели народниот правобранител, додека промената за законската казнена камата се применува. Должниците кои што поднеле барање за застарување повторно стануваат жртви на играта помеѓу извршителите и судовите. Зошто извршителите и судовите не ги почитуваат измените на законите за облигациони односи и на законот за извршување? Тоа е едно од прашањата денес, а имаме и уште едно. Ке се најде ли јунак што ќе стави крај на самоволието на извршителите и судиите? Секако прашање ќе имате можност да одговорите и на уште едно прашање кое што ќе го најдете доколку не следите на Инстаграм и бидете дел од оние инстаграмчи кои што редовно не следат тука. На Инстаграм стори кликнете и дадете го одговорот на следново прашање. Односно, дали со законот за извршување на процедурите за наплата на долгови е забрзана, да или не? Поточно ќе ви покажеме како изгледа тоа на Инстаграм, а и ќе ве подсетиме да не заборавите и да не заследите на социјалните медиуми. Ете, на Инстаграм стори прашуваме дали со законот за извршување процедурите за наплата на долговите е забрзана според вас, да или не? Кликајте на вашиот одговор во проценти, пресметано резултатите секогаш ги соопштуваме по рекламите. А на социјалните медиуми, како што е Facebook, X, поранешен Twitter, нашиот профил останува из Црвена линија. Секако таму преку коментари и споделување можете да земете активно учество не само во рамки на Црвена линија, туку и по завршување на истата. Заследете го секако и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме нашите теми. Но најдраго ќе ни биде како и секогаш да ја имаме дискусијата со вас во живо. Затоа е доволно да го завртите нашиот телефонски број 023070005. Секако веднаш да го намалите целосно тонот на телевизорот, за да подобро се слушнеме и да зборуваме исклучиво преку слушалка, што значи не го користете спикерфонот, ниту пак интерфонот. Па според вас, еве така да почнеме, ќе се најде ли јунак што ќе стави крај на самоволието на извршителите и судиите? Ако сте подготвени сме и ние, па почнуваме со првото добар ден за денес. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав голем до вас. Ајде, унапред да честитам среќен 8 март, денот на жените. Благодарам, па верувам дека и утре ќе се слушнеме. Сега не знам, утре може и ја да излезем некаде. Може, така и треба. Вака ќе да кажем. А еве, според вас, ќе излезе ли некој јунак на виделина што ќе стави крај на самоволието на извршителите и судиите? Па јас сакам да виде жена јунакот. И да ви фати сите башките за уши и да рече, од сега натамо ќе работете по уставот, по законите, по тоа. Не тоа кој ќе видиме, ово е наш, ово е туч. Овој ќе офатиме за уши, овега не. Овега тој ќе опуштиме, овега да. Затоа, додека не дојде овде е некоја сериозна, кој ќе речем, машка власт, па макар била и жена, кој ќе фати сите за уши, или ќе работаш по уставот и законите. Законите што се на Република Македонија, се уште се на Република Македонија, што знам, може доческа ќе испечатат во Северна.
А според вас, Еве, зошто извршителите и судовите не ги почитуваат измените на законите за облигациони односи? Па тоа не е прашање за граѓаните, директно треба вие, као новинари, нив да ги прашате. Нив, извршителите и судиите. Зошто не го почитувате Уставот и законите на Република Македонија? Зошто? Кој ви нареди од утре? Кој? Педаровски, Заев, Ковачевски? Кој ви рече? Ахмети или Османи? Кој ви рече од утре? Благодарам многу за вклучувањето си, како и за честитките, а ние продолжуваме понатаму токму со вас, да видиме какви следни одговори ќе добиеме. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав, Лјупчо, и до вас. И од мене до вас. Видете, уште кога почна да се носи постапката за законот, еве вратите ги сите јавувања во емисиите, јас и тогаш кажав дека законот е шкатлив, дека законот е неприменлив и ќе направи белја. Знаете зошто? Баш затоа што, како што рече претходникот, се наруши уставната равноправност на граѓаните пред законот. Вие воведувате финансиска недисциплина со овој закон. Да се разбереме, да рачистиме една работа. Зошто? Затоа што граѓаните ги доведувате во измама. Поради законски обврски, што се донесени пречки, извршителот не може да го наплати целиот долг што го должи странката, поради тоа што има законска обврска дека може само 1/3 да сопира од примањата на должникот. Сега да ве прашам, како ќе ви биде вас, или ви мене, јас сум влегол во тој лавиринт и отприлика знам и се жалев и се конкретно. Проблемот е во извршната постапка. Не е проблемот во извршувањето. Извршувањето е последна мерка. Да сите да им биде јасно. Не можете вие на некого да му должите и да бегате да го платите долгот само затоа што ќе барате застарување. Има една друга парнична постапка која вика во рок од 3 години застануваат парични побарувања. Еве ќе ви кажем една работа. И да донесе сега судот мерка за старување, јас како доверител по тој основ ќе поднесам барање за дополнување на долгот што ми го должи мене странката. Секам да ве прашам, кој суд ќе ми одбие тужбата? Благодарам многу за вклучувањето. Секако подсетување напомена за сите останати. Секако внимавајте и на тајмерот 90 секунди е време траењето за едно излагање. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Според вас ќе се најде ли јунак, еве? На претходниот што беше. Добро. Бидејќи сметам дека е потполно во право. Имено, многу од званичниците кои што се јавуваат за овој закон не ги познаваат доволно работите. Имено, 40 години бев во правосудство, меѓу кои и бев извршен судија. Сметам дека не може овој закон да биде вака, бидејќи заштитува и криминалци. Пример, ако некој со кривично дело укради огромна сума на пари и отиде 10 години в затвор, или на било кој начин избегнува да плати некој долг спрема друг и застарува никому ништо. Не може вака. Јас сметам дека требаше малку поопширно да се приди кон измените, да се барем за јавните предпријатија може би требаше да застарува 10 години. Меѓутоа, кај што има должници кои имаат граѓански пресуди и имаат и барање за извршување, јас сметам дека е погрешното. И голема грешка направи и Кацарска и сметам дека недоволно го познава граѓанското право и облигационите односи, што донесе одлука да го одбие барањето. Благодарам многу за учеството пред се, еве што проговоривте од аспект на вашето искуство, но и ќе подсетам за останатите гледачи уште еднаш ве молам само внимавајте на тајмерот. Продолжуваме со вас. Добар ден. Честит 8 март, ако не се слушаме утре. Благодарам многу за честитките, па еве според вас во пресрет на денот на жената ќе се најде ли јунак или еве жена јунак што ќе стави крај на самоволието на судиите извршители? Да, ќе се најде и верувам дека ќе се најде јунак, затоа што најпрво ние треба да ги разоружаме со тие касапски ножињата, обавезно тие треба да ги одложат веќе и
да не смее граѓанин да се вика од извршител. Имаме суд. Овој суд, колку озетевци има, колку одружена организација, одружено града во едно време, српско тоа што се вика во бивша Југославија. Има суд. И јас како физичко лице му должам на физичко лице, му враќам пари. По уколку не му враќам, ќе ми даде на суд, судот ќе одреди камата. Зошто е за еден месец толку? А што бара, например, извршител да стави камата над камата, па преко овој нотарите, што барат нотарите? Нотарите за друга работа, не ти да извршуваат. Тамо нотар, не знам што, адвокати, па другој плюс организација тие. Еве според вас зошто извршителите и судиите не ги почитуваат измените во законите за облигациони односи и на законот за извршување? Не ги почитуваат затоа што сами тие го прават тоа, без да донесе одлука Уставниот суд, сами како што сакат прават. И тоа, и ќе... Благодарам многу вам за учеството. Ке подсетиме дека според новиот закон каматата ќе биде на основниот долг. Но она што денес ве прашуваме е и зошто извршителите и судовите не ги почитуваат измените на законите за облигациони односи и на законот за извршување. И ви се чини ли дека и веќе се најде јунак кој што ќе стави крај на самоволието на извршителите и судиите? Добар ден! Здраво. Здраво, голем поздрав до вас. Знаете, има еден интернет портал од Србија, таму се вика Сила са истока или Сила од истокот. Што значи дека може само тој човек од истокот, што го стално спомнувам, да ја реши работата кога ќе дојде неговата влијание овдека на овие простори. Затоа што америчкото влијание ги безобрази сите наши обвинители, суди и адвокати и тие што највише се упираат да не подлегнат на влијанието, стана корумпирани и апаши. Што значи дека овдека јунак нема. Јунакот го чекаме со Украина пред да заврши, па да си дојде тука и да заврши работата ондека каде што ние немаме сила, затоа што сме мали и не единствени. Кажете ми дали според вас еве со законот за извршување процедурите за наплата на долговите е забрзана? Не. Изживувањето и понатака продолжава, значи се дека не даде Путин тука, нема ништо од тоа. Тие се само фарбање со некоја четка друга по-софистицирана и со појаки бои да ни ги мачкаат очите. Значи Путин, никој друг не ја спасе оваа област овдека, оваа држава и цел Балкан. Поздрав, пријатно. Благодарам многу и вам за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина, на телефон Коста од Струмица. Голем Ке се поздрав, најде ли Коста. јунак што ќе стави крај на самоволиите на извршителите и судиите? Верувам дека еден ден ќе се најдат. Извршителите толку се злобни, толку себични, толку немилострдни спрема граѓаните на Република Македонија. Има и судии добри, не се корумпирани. Има за една пријателка да ти кажам, пред смртниот час, пред неколку година, за долгови за водата, за 3 месеци Саветка од Струмица, најлошата извршителка и блокира сметката, жената пред умирање одвајга цена. Толку са жената се умре од мака од извршителите, од долгови спрема. Има извршители са толку злобни, толку са себични. Во канцелариите на извршителите се судии на деца вработени, едни арогантни, едни себични, едни немилосрдни, едни злобни, како да ги наречам. Народот пати од Според тие вас, извршители. кажете ми зошто До има Викторија, Бог да ga прости, она од извршителите многу прва цена. Коста, кажете ми зошто според вас, дали ме слушате? Знаеш колку плати? После пред 10 години, за 3-4 месеца, пак и блокира Саветка Георгиевата и жената умре од меланом на кожата. И толку ми е тешко, извршителите са толку немилосрдни, толку се себични, толку злобни, арогантни, не сум видел
Тае маневски ги донесе извршителите. Треба да им се става крај. Благодарам многу за учеството. Пред се, ќе подсетам само внимавајте на тајмерот 90 секунди, а сакавме и од гледачот да го слушнеме одговорот на ова прашање кое што секако е поставено до сите вас кои што не следите. Според вас, зошто извршителите и судовите не ги почетуваат измените на законите за облигациони односи и секако на законот за извршување? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Ако Уставниот суд и парламентот не е навреден од извршителите, пошто во овој случај, значи излезе на телевизија 24, некој адвокат у пензија и извршителка. И наместо да зборат контра еден на друг, сите збореа за извршителите. Значи, и кажа тој адвокатот дека он 115 души поднеле до Уставен суд жалба заради тој закон што го донел парламентот. И Уставниот суд им ја одбил жалбата и сега искаше дека извршителите се поголеми и од Уставниот суд и од парламентот. Да сме живи и здрави. Значи, тука очигледно некои политичари имаат интерес у тие извршители и тие работи, тука где пара врти, бургија не врти, така. Значи, ако едни извршители никакви се поголеми од Уставниот суд и од парламентот, нека се ударат кај што мочат магарињата. Благодарам многу за учеството, а пред се еве една напомена, добро одеше излагањето на гледачот се до моментот додека се употреби збор кој што навистина не е соодветен да го слушне јавноста. Значи, на што алудирам? Алудирам на тоа дека нашата етика останува иста кога станува збор за црвена линија. Секако дека можете да дадете одговори, да го искажете својот став, но без употреба на погрдни зборови, на вредливи зборови, говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Секако далеку подалеку од употребата на пцовсти и секако неубави зборови. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Ве слушаме во црвена линија сте. Види вака, јас сум на темата. Меѓутоа ќе кажам, јас си честитам на оваа влада што оцени дека македонскиот народ е слабич и може што сака да прави. Тоест, ако се присетам, со идејното на власт на СДС беше речено нема да му се наплаќа на луѓето оние затезни камати, извршители, тоа дека ќе го санкционират, меѓутоа долго ќе остави да си го платиме. И јас сум еден од нив, можеби. До кога сето то? До никогаш. Еве го поново пред избори почна со истата ситуација. Значи, се што кажа овие излажае. То се гледа на видео. Ама еве и се донесен или законот каде што извршувањето застарува ако во рок од 5 години од правосилноста не се поднесе предлог за извршување. Како ќе ви го земите времето? Како да верувам на сето тоа кога ви велам? Тука се сите врзани по роднинска врска. И сето тоа е во интерес да се стави во джепо уште. Брат ти, сестра ти, ова и онај, да не ме сватите буквално. И се враќам на една реченица. Зора Заев во децата се колнеше дека нема да го мени името. Па нека му служи клетвата и да го најди клетвата. Благодарам многу за јавувањето и уште една напомена. Разбираме да бидете гневни, секако да чувствувате револт, но внимавајте на изразувањето и секако имајте во предвид дека сме емисија која што е намената за целата публика, што значи малолетната публика има можност да ја следи црвена линија, па да не оставаме нели впечаток дека сме нација која исклучиво комуницира со употреба на погрдни зборови, зборови кои што алудираат на насилство, па и клетви, пцовсти и така натаму. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Па вака, Тина, извршителите се створени во времето на
Груевски за олеснување на судот, на судиите за олеснување. Извршителите ги створи фактички ВМРО-ве. А сега, ќе се најдели јунак за извршителите, јунак за мене е Ана Глигорова, што постојано се бори со нив. А судиите живеат со голема љубов со нашите три партии поготово, ДУИ, СДС и ВМРО. И сега, јунак да се најде за нив, само американциве. Само американциве може да ги средат, да ги стрпаат по затворчиња и државава да се опорави. Иначе, многу се неписмени судии. Неписмени. Да видите ја какви случаи сум имал, ама немам време да ви ги кажам. Ќе се чудите. Според вас, еве, зошто не се почитуваат овие измени кои што се донесоа минатата година? Па така си сака, така им е кејф, како че им кејф не така си прават. Абе, така си прават, сила, се и тоа. Тина, среќен ти 8 март, поздрав голем. Благодарам многу за однапред врачените честитки. Ви посакувам секако се најдобро, но и да останете и понатаму со црвена линија, за да слушнеме останатите гледачи кои што допрва ќе се вклучуваат, какви одговори ќе дадат денес. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте повелете. Благодарам многу, поздрав до телевизијата. Благодарам. Го читам напред што пишува. Ова може да се донесе само со закон. Например, до 31 март важи законот за извршителите вака и вака. Од 31 март не е законот тој веќе донесен, само така може да се спасат граѓаните. И кој извршител ќе проба или ќе покуша или адвокат само со санкции од земање на лиценците. Иначе вака ние може да си правиме муабет колку сакаме, оти и судиите живеат од овоа, и адвокатите, и знаете, во парламентот таму се собираат пари, сега они што си прават, тоа си е нивна работа, не навлегувам таму, меѓутоа јас А зошто еве според вас не се почитуваат донесените измени во Законот за облигациони односи и Законот за извршување? Па затоа што никој не е казнет. Кој извршител е казнет? Ајде кажете ми што го прекршил законот. Или адвокат. Никој, значи, не е казнет и они си земаат за право дека се све свашта. Не знам како да се изразам. А еве, има ли шанса да се најде јунак кој што ќе го реши ова самоволе? Па има јунак, само законот ако се почитува и по джеп. Мене да ме стават ја за 24 сата ова го решавам. Значи, во парламент по брза постапка, како што се покачија платите на функционерите, по брза постапка се донесува законот од 31. Така, подсетување, внимавајте на тајмерот и благодарам секако за вашето учество. Одиме понатаму да видиме што следно ќе биде одговорено страна на оној или гледачка која што ќе биде вклучена допрва. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Ало, господја Тина. Господине Златкове, слушаме, во црвена линија сте. Браво. Сите работи, господја Тина, потекнуваат од власта. Сите закони мора да се поштуваат. Од тука зависи и квалитетот на одлуките. Пратениците, мислам дека се пратеници само за големи плати. Они не се доволно компетентни да донесат закони и да се полага свечана обврска, не може судски одлуки да засаруваат, да би ги пуштиле лоповите, а народот да го гулат. Имајте убав ден, господја. А дали сметате, господине Златко, дека ќе се најде јунак кој што ќе стави крај на вакви самоволија? Ќе се најде, ама треба демократија мало да проведе из овај Балкан. Иначе народот ќе си пати, таква власт имаме каков народ имаме. Ви благодарам. Големо благодарам и вам, господине Златко, за учеството секако во црвена линија. Продолжете да не следите и понатаму. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Голем поздрав и до вас во црвена линија сте.
Па, најголема грешка е во власта поранешна што го измисли ова чудо. А сите знаеме дека извршителите на кој начин се поставени за извршители. Тие се, нив ги постави власта. Тогашната власт и сегашната власт има поставено исто така некои извршители, а тие се многу блиски до судот, до власта. Тие не се случајни луѓе, тие не се луѓе кои што таа работа ја добиле ради некој искуство и ради некоја, што ти ја знам, некој добар бекграунд или било што се вели зборот, ради некој добро минато. Тие се луѓе, му одговара на судот да постави извршители, толку извршители треба, исто беше и со нотарите. Па се намножи, ја прекршија бројката. Така и судите. Тоа е иста клапа цела. И јас мислам дека за нив, а јунако е меѓу нив, само не може да се појави. Ако се појави, ќе го... Тој што ја измисли ова работа, тој може да биде само јунак. Никој друг не може да ја поништи ова работа. Ова работа ќе си оди вака. Народот ќе си плаќа, нема да се почитуваат тие законите што се извајани 5 години и 10 години. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Поштовање од Ѓорче Сити. Голема почит и до вас секако. Како сме денес? Фала на прашање. Ке се најде ли јунак? Па не верувам ја да дочекам. Јас сум 64 годишен, нема да доживеам. Ова наискрено го кажам. Затоа што корупцијата, митото, анархијата, неправдата завлезе на ова наше општество, тешко некој да се најде јунак. А не се сложам со тој што рече Путин. Со сета почит спрема православието, спрема ова, тој е крвник. Толку невини деца гинат, ајде навлегуваме. А еве според вас зошто не се почитуваат измените во законот за облигациони односи, законот за извршување? Затоа што сите се завлезе, тоа е мафија поврзани како волче од црево се. Не сака да дојде еден ред во Македонија. Затоа ви потенцира па анархија. А по 10 години, ја ќе ви кажам кој ќе се најде јунак. Само 10 години, како што викат докторе, царски рез, некој од страна, со нивни закони, со нивни правила, да наживе све во канта да ги фрли. Да видите како ќе се дотераме наред. Црното црно да биде белото бело. За сите да важи. И за македонци, и за албанци, и за роми, и за срби. Ама тоа, затоа реков, нема да дочекам, јас сум 64 годише, тешко. Да влезени сме во таква анархија, во беззаконие, не верувам. Бидете поздравени, се најдобро. Се најдобро и секако ви посакуваме да си дочекате уште многу среќни години и секако да го дочекате и тоа чудо за кое што зборувавте, а кое што не верувате дека во скоро време ќе и се случи на земјата, односно јунак, кој што ќе стави крај на самоволието на извршителите и судиите. Па ќе се најде ли јунак? Еве да видиме каков одговор ќе дадат останатите гледачи. Добар ден. Здраво ти на Фина. Голем поздрав до вас. Не е проблем ни извршители, ни адвокати, ни обвинители. А најклучен проблем е уништениот суд. Нема нормален суд, а го уништи кој? Монструмите, злосторниците кои створија монструозен капитал по дефектната приватизација. Се сеќаваат сите дека имаше суд во таа Југославија. И во Турција има подобар суд, ама нема никаква демократија. И во Србија има подобар суд, и таму нема некоја демократија. А во Хрватска и во Бугарија, пошто се во Европската унија, има и суд и демократија. Треба да знаат, да одат, да поживеат. Како не ќе се најде јунак? Нема зашто се најдува јунак? Ево Мицкоски не бил на власт, ја дојде на власт. Се надевам дека е домаќин, дека ќе биде искуството од монструмите кои биле злосторници, влегле во злосторничкото одружение, станале монструми, и тие рководат со судот, уништениот ненормалниот суд. Или пара дефектна, некоја пара која се плати, нема суд. За ситни тужбени поверувања, никој не се обраќа од тужената страна, ситно тужбено поверување го решава, наводно има суд.
Значи, Според вас или дали се извинувам, ќе биде домаќин. До сега пратам, све го пратам, најкултурен, најобразован председател на партија. Кажете ми го ова, дали со законот за извршување процедурата за наплата на долгови е забрзана? Тие се ќе направат, знаат дека 10 години најново сега. Така, благодарам многу за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во црвена линија сте. Да, благодарам. Јас малку имам подруго гледање на ова што не се случува на нас. Они институции што треба први и најмногу да го штитат државниот интерес, законитоста, јавниот ред, поредок и така натака, МВР и правда, тотално не потврдија. Ја мислам дека тоа е свесно така направено. Да се нанесе зло и штета на Република Македонија и особено на македонскиот народ. Има ли јунак? Има. Во новата влада јас го гледам тој јунак. Во кандидатот за председателство на Република Македонија, госпоѓата Силјанова Давкова. Ајде, кажете ми дали со законот за извршување процедурата за наплата на долгови е забрзана? Дали е задржана? Да. Па, сие, додуша не сум го следал законот каков е, што е и како е донесен, меѓутоа тоа за извршување, тоа треба да биде избришено. Јас ако имам пари да го платам, долгот ќе го платам, а не со извршување. Па таму се паќа некоја ненормална камата, што никој од овие што сме заглавени, не сме во состојба да го платиме, па ќе доаѓа после не знам таму што со извршители да ни го земат и оно што не е за живење, да речеме. Но за јунакот сакам да кажам, само го гледам тој во новото, ќе го речем трио, господја. Благодарам многу и вам за вашите одговори. Ќе потсетиме дека според законските измени од минатата година, извршувањето застарува ако во рок од 5 години од правосилноста не се поднесе предлог за извршување. Или ако има барање за извршување, но за 10 години тоа не било извршено, а законската казнена камата на должниците да се ограничи на основната висина на долгот. Ние прашуваме зошто извршителите и судовите не ги почитуваат измените на законите за облигациони односи, како и на законот за извршување. Добар ден. Македонија. Јас би прашал што се почитува во наша Македонија, кој законова власт и овие министри почитуваат хаосе, самоволие, неодговорност, уништување, грабежи, терор, геноцид врз нас македонците. Што почитуваат овие како власт, па судии или нешто друго? Сето е хаос. Злоба. Ке се најде ли јунак што ќе стави крај на самоволието? Јунак имавме ние. Како беше ставил крај на овој проблем? Ако имаме добра економија, ако имаме фабрики, вработување, народот во Македонија, ако има добар стандард на живење, ќе си плаќа редовно сметки и нема да има проблеми да досни со сметки и да има проблем со извршители и суди. Но ако имаш власт, СДС и ДУИ, кои само крадат, еден голабар не отвори не изградија и тие сега се власт. Дори ако памтите 2016 лажеа дека ќе укинеле извршители, еве ги по 8 години не укинаја. А видите, тие ги воведоа зошто? Уништија фабрики, ограбија фабрики, 200.000 луѓе на улица ги изврка без парче. Пред вас дали со законот за извршување процедурата за наплата на долгови е забрзана? Не, нема врска. Сето е хаос, реков. Дека, велам, имавме јунак, Груевски и ВМРО како власт, кои отворат фабрики, бенефици на секаде, добра економија. Некои од гледачите рекоа дека во времето на ВМРО се создадоа извршители. До 2006, а СДС уништува фабрики. Така, благодарам многу и вам за вклучувањето. Продолжуваме понатаму, можете да слушнете какви се одговори дадоа гледачите досега, па да слушнеме секако и нови видувања. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Наташа на телефон, сакам прво да ви честитам за утрешниот празник, 8 март, како ден на жената. Големо благодарам, честитки и до вас ако не се слушнеме утре. Така, сакам да ви кажам
ние сме жени и ние сме, како да ви кажам, нели равноправни со мажите. Поточно, зошто не видите дека во судијството, во извршителите само мажите во тек на ситуација? Сакам да кажам дека сум многу, јас исто сум жртва од насилство од мојот бившиот маж. Сакам да ви кажам, од Кавадарци, од луката ми е донесена правосилна без насилство, а со насилството го кријат. Основниот суд од Кавадарци, извршителите и 10 години никако не постапуваат, туку го предупредуваат оној што треба да плати, зошто јас 4 деца ги одржав и ги израснав на мој трошок. И не само тоа, него го оправдуваат за да ми ги земе децата. Ајде кажете ми според вас зошто и извршителите не го почитуваат, не ги почитуваат измените во закон? Затоа што работат против народот, го измачуваат народот и како тоа први тие се што ги прекршуваат законите, тие што ги ставаат, се извршителите. И само го мачат народот, за тоа само ќе му направат голема штета на народот, пошто јас, како да ви кажам, со завршена музичка. Благодарам многу и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Секако и ќе ви се заблагодарам и за желбите и честитките за утрешниот ден. Секако ќе ги возвратам истите со оглед на тоа што сте жена. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Во Црвена линија сте. Благодарам. Поздрав до вас. Благодарам. Јас би прашал вака. За каде, од каде да се најде тој јунак? Имаме ли ние институции кои што треба да следат работата и доколку е утврдено некакво самоволие, има ли некој од правниот поредок што треба да реагира, да го санкционира сето тоа? Чија е таа констатација дека има самоволие, а нема никаков резултат некој да реагира, не само државните институции. Ако еве да бараме јунак, не знам, да излеземе во партизани, од шума да дислуваме против се она што во државата не функционира. Или пак да го викнеме од Северна Кореја, пошто ние сме Северна Македонија сега, за жал, од Северна Кореја да викнеме, тие сигурно ќе направат овдека добар ред и поредок, не само на извршителите на судите, верувате, ќе почнат од највисоко па надолу. Тоа би бил мој совет. А јунаци вака што ќе стават ред, тоа мене ми личи малку како да треба сега ние да земеме 90 секунди е време траењето, како да е, благодарам што еве ги скажавте вашите одговори во однос на темата. Малку ќе ве префрлиме онаму каде што сега кој по завршувањето на Црвена линија ќе можете преку коментари и споделувања да се вклучите во дискусијата која што водиме денес во Црвена линија, па еве ги имаме и првите коментари. На нашиот профил Црвена линија на Facebook, објавена како и секогаш низ фотографија, односно анимација, цртеж нашата тема. Прашањето е поставено до оние кои што не следат на Facebook, а тоа е ќе се најде ли јунак што ќе стави крај на самоволието на извршителите и судиите. Па еве Босилковски Пеце напишал: не. Мажите беа ендемски вид до пред некоја година, сега веќе исчезнати. На ова Гоце Игновски му напишал Босилковски Пеце, текстот вика јунак, а не маж. Босилковски Пеце му реплицира на господинот Гоце Игновски, му вели исто значење има. Борче Јовановски напишал да сме нормална држава, да, вака тешко. Тони Јапето напишал: ке се најде со Господ спас, ке ни биде, ама и тој како да е со нив, тешко на народот трпи трпче, ама до кога ај ке видиме. Дејан напишал: долгот не сме да порасне повеќе од 100% од позајмената сума. А Кристијан Вангеловски на нашето прашање дали ке се најде јунак едноставно одговорил со не.
да видиме какви ќе бидат останатите одговори во рамки на ова издание. Добар ден. Се доискажаме, добар ден. Дозволено е, Љупче, повелете. Вака, преска кога кажав, викате подобрување на законот. Јас сега ќе ви кажам, понапред беше станат одредба 3 години за ставно поднесување барање за извршување. Сега ви е 5 подобрување тоа на законот или повоше. Викаат во рок од 10 години застарува извршувањето. Ворете тоа. Имате законски пречки да го споделите извршувањето поради законски одредби колку смее и како смее да се извршува. Кој ќе завршат тие 10 години, со што се спречува правото на доверителот да поднесе ново барање за продолжување на извршување, сакам да ми објаснат подносителите на законот, а со тоа да се спаси должникот од нови трошкови. Шкатлив е законот, збунувачки е, затоа што не се опфатени сите членови кои се врзани за извршувањето како извршување. Дали ме разбирате? Сум го одел ја овој пат, имав ја проблеми. И видов кака се заврзламите. Заврзламите се што ние убаво треба да си го прочитаме законот и да знаеме што треба да очекуваме. За тие причини, на брзина е донесен законот. Законот треба да се преработи убаво и да се знае што, како ќе се поврзе. Дали граѓаните знаат дека извршувањето не престанува ако должникот почине? Наследниците го наследуваат. Тоа како е регулирано? Со прекин? А прекинот колку може да трае? Убаво господинот од Куманово објасни адвокатот за тие аномалии на законот. Никој не рече дека се они против, него проблемот е што има аномалии во самиот закон, недоречености. Благодарам многу за учеството повторно, Љупчо. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Прво среќен ви празник. Среќен празник и вам секако од се срце. Све најубаво во животот. Благодарам. Имате многу убава тема, ама и болна тема. Јас мислам дека ќе се најде јунак што ќе стави крај на ова самоволие. И на извршителите и на судиите. Затоа што народот, кај што е без парица, тука уште појќе е угнетуван и гнетен. Ете, толку имам да кажам. А зошто еве не се почитуваат измените? Па не се почитува ништо во Македонија, па и ова не се почитуваат. Нема правила овдека. Нема закон. Нема правила на игра. Тешко тој што си има вакви проблеми и маки. Не може народот крај со крај да стави. И уште на извршители. Нека ги исклучат тие извршители, тие суди. Нека превземе власта убаво, здраво работата. Дали еве со законот за извршување процедурата за наплата на долгови е забрзана? Не знам што да ти одговорам на ова прашање. Добро, во ред. Возвратени честитки до вас, секако се најубаво и продолжете и да не следите и секако да зимате активно учество во рамки на црвена линија и секоја наредна тема. Малку ќе ве префрлиме кај твитерџи. Еве Илијовски има напишано следното. Си има судска процедура за непослушни и нестручни извршители. Со адвокат како правен застапник се може да се тера, но да не генерализираме, не се сите извршители исти. Александар одговорил, ите како се исти. На ова и Илијовски одговорил, не те убедувам, но едно знам. Генерализацијата е првиот чекор кон уништување на системот. Така веќе 33 години генерализираме, уништуваме. Ке се најде ли според вас јунак еве што ќе стави крај на самоволието на извршителите и судиите? И според вас зошто извршителите и судовите не ги почитуваат измените на законите за облигациони односи, како и законот за извршување? Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Вака, дали ќе се најде јунак? Во моментов бројам тројца луѓе. Едниот е првиот што ја придвижи оваа процедура за да се донесе колку толку некаков закон за заштита на граѓаните. Тоа е господинот Самка Јуримовски. Најотворено во парламентот, во собранието, говори лидерот на Левиц, заедно со својот колега Крм.
Значи, ете, лидерот ќе го земеме као еден од јунаците и као третиот јунак, што би можел да се справи со оваа ситуација, би го зел Максим Димитриевски. Ајде, според вас, зошто не се почитуваат овие измени во законите? Затоа што судиите нема кој да ги контролира. Затоа што судиите нема кој да ги контролира. Тие си имаат буквално самоволие. Значи, потребни се еден од овие тројца да ја застапуваат власта, односно народот треба да им даде доволно доверба, мнозински, да бидат во власта и да го решат проблемот на граѓаните. Дали еве според вас и со законот, се извинувам, дали со законот за извршување процедурата за наплата е забрзана? Секако. Да. Избрзано, но тоа се работи за чист грабеж на луѓето, кои не по своја вина дошле до... Благодарам многу, 90 секунди е време трењето, но сепак благодарам за одговорите и учеството. Сега веќе дојде и времето за реклами. Рекламите секако време и да ги соопштиме резултатите како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. На Инстаграм стори беше и во ова издание објавена Инстаграм стори анкета. Прашањето беше дали со законот за извршување процедурата за наплата на долгови е забрзана. Со да одговорија 45%, а со не 55%. Оно што секако следува по забрзана процедура е добра забава, која што секако ќе имате доколку останете со Телма и со мене, но најнапред и да се заблагодарам за сите вас кои што земавте и денес активно учество во ова издание на Црвена линија, па ќе ни биде драго истите овие гласови да ги слушнеме и во рамки на заврти на Телма. Секако со точни одговори денес некој од вас ќе го освои новиот прекрасен телевизор со кој што подобро и поквалитетно ќе може да следи програмата на Телма телевизија. Да ве подготвиме за освојување телевизор. Запишете ги, запомнете ги или на кој начин повеќе ви одговара прашањата кои што секако ќе ги имаме во квизот. Кажете женско име на буквата Д, кое е и име на овошје. Во смешниот македонско-турски речник, кога велиме ја гледавме Билбеј купче цр цр цр, која серија е преведена? Потоа ќе има и вакво прашање, од која песна на Дуле и Коки е следниот стих? Заборав стави награди, кода е марама. И со кој алат бушиме дупки во дрво, метал или бетон, а најмногу за дупки во ѕидови. Како и да одговорите точно ги очекувам од вас, се гледаме во заврти на Телма и верувам ќе се радуваме за освоен телевизор, како може да има и многу други вредни награди. Се гледаме.